Драги гледачи, 5 точки, сите сме расположени, насмејани, а и темаа денеска ни е доста забавна за зборење. А Тина, која е таа? Во навивачки дух продолжуваме овој викенд со оглед на тоа што сениорската репрезентација во ракомет на Македонија е пред уште еден голем предизвик. Последна пречка за македонските ракометари за светско е Чешка. Таму изигравме нерешено, а сега на домашен терен во недела со почеток во 19 часот. Ако победиме, одиме на светско и тоа 2023 година. Так. Сега по продолжение се разбира, сакаме да ве слушнеме на 0230766677. Ова петочно издание ќе го посветиме во духот на спортот, па да слушнеме кои се вашите прогнози, како предвидувате, како ќе изиграме и се разбира, јас и Тео размислуваме само на победа. Нормално, исто така пред да наминам ја на нашето анкетно прашање, ја лично си одговорам, ќе ја победиме или Чешка во недела, нормално е кога ќе победиме, идеме само на победа, на ништо друго. А сега вртиме нашето анкетно прашање на црвена линија, инстаграмот Нормално и Телма телевизија. Кој гласи: кечи ли зига зага во недела на плоштад? Многу едноставно, да, не, очекувам вие да гласате на да нема не, нормално, не сакаме таков одговор, но секако, ние после рекламите ќе ги покажеме крајните резултати. А во меѓувреме додека ве очекуваме на 0230766677 со ваши предвидувања за надпреварот во недела и секако во продолжение да ве потсетиме што да гледате вечерва на Телма. Ставен ли е крај на пандемијата со COVID-19? Кои се научените лекции за новиот центар за рак кај децата и третманот на ретките болести? Вечерва во топ тема гостуваат професор доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести, и професор доктор Аспазија Софијанова, директор на детската клиника. Гледате вечерва топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така, сега јас предлагам сите заедно го видиме прилогот што нашата екипа на црвена линија го спреми за вас и за нас. А сега е време за вас, а и на наше задоволство да го вклучиме Наумче Мојсовски, врвен ракометар кој што долги години, односно целата своја кариера, играше токму и за нашата земја, но сега во функција на директор на Агенцијата за спорт и млади. Добар ден, Наумче, сега конечно малку од другата страна не сте на теренот, но сепак ракометот живее во вас. Тој уган пламен не може да сгасне, па еве сега сме пред нов предизвик. Дали вие би сакале да бидете, например, во недела еден од момците повторно на теренот? Сега кога сте од другата страна, како ги следите случувањата на теренот? Бидејќи знаете како велат, докторите се најлоши пациенти. Како е со ракометарите кога се публик? Добар ден до вас, поздрав до вашите гледачи. Дефинитивно за мене е потешко да си од другата страна. Кога играв све беше полесно, кога почнува првиот свириш на судијата, забораваш на трема, забораваш се останато и полесно е да играш. Кога си вака на трибините, малце по другачи и по нервозно. Секако, се надевам дека недела заедно ќе славиме сите, го посакуваме тоа, го сакаме тоа, тоа ни покаже и ни докаже дека надпреварот по Чешка што беше пред 2 дена, покажа дека можеме да се надеваме на добар успех. Секако момците одиграа одлично и се надевам дека
недела заедно ќе славиме и ќе се радуваме. Така, ние дознавме дека вие сте биле одличен ученик, па омилен предмет ви бил математика, па и географија. Еве на математика се вратиме. Математички, ако изиграме нерешено, кој резултат ни е најдобар за да пројдеме? Па добро, да, дефинитивно нерешеното е секој нерешено кое ќе примите помалце голови, нели таму заврши 24-24. Све под него е добро за нас, значи што повеќе голови дадени во гости е добро за нас, ама никој не очекува нерешено. Боже, сад од тук да се тресиме и знаеме дека за сите наши победи биле така шокантни, така да дај овој пат да биде како што треба и дека се мире надпревар пред секако нашиот аудиториум и публиката која ќе биде преполна Борис Трајковски. Знаеме како изгледате кога постигнувате гол и како грмите на теренот, но еве како навивач, која е вашата навивачка мантра? Па добро, секако сега од оваа позиција малце треба да сме и по-трезвени, по-прибрани, али секако моето навивање, моето влегување на самиот надпревар кога нешто си го правил 20 години, мислам дека е малце по-агресивни, по-навијачки. Се надевам дека сабота, во недела, уствари во 19 часот нема да биде така, ќе бидеме поспокојни, помирни. Сето тоа ќе, како што спомнав, ќе биде во мирни води, кој што последниот надпревар јас кога се откажував од репрезентација исто беше против Чешка и таму изгубивме 7 голови разлика, 6 голови разлика, но победивме 7 голови со последен гол, последната секунда, така да не сакам да биде така, сакам да биде овој надпревар. Така и сега, од кога ќе ги победиме Чешка и ќе се квалификуваме на светското првенство, дали сметате дека барем на тоа светско првенство Кире и Миркуловски треба да останат на теренот во игра? И треба, и сакам, и посакувам, ама знаете, ракометот е друга игра, јас сум со нив за 30 години и ајде Кире може би помалце повреди, али Миркуловски е играч кој многу се трошел, многу повреди имал на самото тело и не дека он не сака или не може или ајде уште ова светско, него телото му го диктира темпото на играње, дали би можел, би бил спремен, би бил од корис за наредното светско. Јас сакам за мирно да биде на клупата, да мирно да биде на самиот надпревар, кој што кога ги имаше еден искусен како Миркуловски, како Кире, а помладите играчи гледаат во нив стабилност, сигурност и посигурни се во себе. Ама се надевам дека ќе бидат здрави на до светското, па би помогнале барем по 15 минути на секој напред. Колку толку. Да, благодарам многу што одвоивте од вашето време, па повторно ќе се слушнеме по победата во недела. Ние така прогнозираме во Црвена линија. Се надеваме, поздрав до вашите гледачи, нека не следат кој нема карти, нека биде на пред малите екрани и се надеваме на пласма на светско првенство и победа. Благодарам многу. А сега, драги наши, се префрламе на вас. Еве, редовно зборуваме за многу актуелни теми, ама кога зборуваме за спорт, мора да признаеме огромно е задоволството, особено кога ќе го вклучите вашиот навивачки дух. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до Црвена линија и до телевизија Телма. Благодарам. Како е? Какви очекувања имате во недела? Поставивте баше релаксирачки, затоа што доста ни се довие сите штрајкови, али денески е ова убаво прашање, затоа што нашиот Кире Лазаров како селектор и како играч, јас сум сигурен како спортиста бивши дека ќе придонесеме овде во Република Македонија да ги тепаме чесите и да отидеме во светското првенство. Со тоа што Македонија од секогаш била спортски дух, имала големо срце во спортот, да кошарка, да одбојка, да ракометот, па и фудбалот во последно време. Така да јас се надевам дека нашиот македонски ракомет е на високо ниво, како што го кажа и Намче Мојсовски, и јас се надевам дека ние ќе избориме со победа
против чешите и ќе отидеме на светското првенство со точно таму. Јас се надевам дека ќе обезбедиме некој пласман кој што за нас Македонија ќе ни носи големи пофалби и резултати кои што ќе бидеме задоволни од тие млади момчина и од Миркуловски и од Кирил Лазаров. Знаејќи ги какви квалитети има, тие ќе го дадат се од себе, само Македонија донесла светско првенство. Благодарам што се вклучивте. Секако и ве подгответе си ги прстите да ги пишувате вашите коментари и статуси. Така, идеме со првиот коментар кој ни е од Дракче, односно порака е. Кратко и јасно за нашето анкетно прашање ни одговара Кечи Зига Зага да. Тоа ни се допаѓа, Дракче, гледаме. Таква подршка. Големо здраво и добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Да. Одлично ве слушаме. Ве поздравувам Тина и Тео. Голем Благодарам. поздрав и до вас. Да, благодарам. Ја очекувам онедова пласма на светско првенство. Чешите не се излекоа во Чешка, таму бевме подобри, апсолутно не стигнајте, нерешно изигравме. Мада водевме 7 разлика. Ја мислам дека у Борис Трајковски ќе ги победиме, тоа 100% сигурен. Она гротло 7000 навијачи македонски, сите ќе ги поддржуваме, нашите ќе ја пееме химната на светско првенство наредно во ракомет. Ја очекувам чиста победа, немам дилеми дури во тоа. А каде ќе го гледате на приверот? Дали Ја обезбедите? мислам дека ќе го гледаме сега во домашна атмосфера, од објективни причини, ама секојаш сме со нашите. Секоја прилика може да ги поддржиме и во Борис Трајковски. Така и ве да ја прашаме нашето Уште анкетно анкетно прашање. прашање, да. Кечи ли Зига Зага во недела на площад? Дефинитивно, да, нема сомнение во тоа, Тео, зарем се сомневаш ти во нашите момци. Никогаш, никогаш. Мислам дека минатиот пат ќе сите кои се сеќавам пред 2 години 10 разлика ги тепнав во Скопје. Да, мислам дека така беше. Така Може беше, се Апсолутно да. беше така, да. Нема сомнение, Кирил Лазаров и дружината си го натепаме и идеме на светско. Напред наши, да живее Македонија. Да живее Македонија, Да напред живее наши, идеме на Македонија, светско така е. првенство. Останете со нас до крај на ово издание на Вивачко, спортско издание на Црвена линија. А во меѓувреме, Тео ќе ни открие кој што пишал. Така, имаме коментар на тема на денот, кој ве чекуваме на Facebook да коментирате, нормално и на Instagram и на Twitter. Коментарот е од Иван. Ајде напред наши, одиме во Шведска и Полска. Победа, 5 разлика. Поздрав и убав викенд. Убав викенд, но се уште е рано да се збогуваме, затоа што Црвена линија трае. И велиме добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Пак, златно правило, намалете го тонот на ТВ премникот на 0. Кај мене намали. Еве сме. Така и погласно да слушаме какви се вашите навивачки прогнози за недела. Одиме ли на светско? Да. Многу има пречки, некои не ве слушам добро. Ние одлично ве слушаме. Вие слушате добро. Мислам во недела Чешка ќе ја победи Македонија, зашто Македонија веќе се разнебитува. Зашто така? Одма да ме прашам, зошто така? Зашто овие стафорците во Македонија почнаа да протеруваат многу луѓе и не се за соработка со никого. Па и вие цялата телевизија не работите како што треба. Ние значи навиваме добро, ваш став, ваше мислење. Се пак го цениме. Да ме прашаме, еве, тука ли се ве прашаме како ќе биде резултатот според вас? Точната бројка. Се исклучи гледачот, добро, еве Тео, не сме работеле како треба. Ајде да видиме што ќе речат другите гледачи. А зборуваме за надпреварот кој што треба да се случи во недела. Голема можност, шанса, сениорската ракометна репрезентација на нашата земја да се пласира на светското првенство 2023 Полска, Шведска. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на Добар ТВ ден. приемникот. Се слушаме. Одлично. Пак. Благодарам. Поздрав до емисијата и поздрав до вас како водители. Голем поздрав и до вас. Темата е последна пречка за македонските ракометари Так. за Чешка. светска, нали, со Чешка. Да. Вака сега. Мора да бидеме оптимисти. Ова е уште едно, да речем, наша радост, што ни пријадија македонската ракометна репрезентација. Така.
Меѓутоа тука малку сум скептик, меѓутоа дај да бидем јас само скептик, бидејќи водевме со 6-7 разлика и тука треба мало да се поработи на психолошката стабилност. Треба да имаме еден континуитет во играта за целиот надпревар. Да, но јас мислам тоа со време средија се, затоа тренинзи имаат состаноци. Се работи на тоа. Не остават на тоа туку така. Да, инаку јас мислам дека ова е голема шанса и ја мислам дека ќе победиме, сигурно ќе победиме, ќе се радуваме и ќе идеме сигурно на светско првенство. А еве да ја прашам, колку разлика ќе победиме? Затоа што имаме и многу јака публика. Нормално тоа, најдобра. Една од најдобрите во светот. Така е. Точно. Колку разлика ќе победиме? Брзо. Па разликата ќе биде малку, ќе биде минимална, 3 разлика ќе биде. 3-3, победа се е победа. Така е. Благодарам многу што одвоивте од вашето време и се вклучивте во црвена линија. И одиме со нова прогноза. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Дали се слушаме? Одлично. Поздрав од Струмица. Голем поздрав до струмичани. Како е во Струмица? Супер, расположено. За недела се подготвувате ли за големиот надпревар? Па треба да се собереме сите да идеме да гледаме, зашто да не? Кои се вашите прогнози? Молим? Кои се вашите прогнози? Моите прогнози 10+. 10 плюс. За нас Да. предпоставам. Да, Нормално. 10+. Нормално. Хвала много, пријатно, поздрав. Благодарам. Така, кратко и јасно. 10 плюс ке водиме, а сега одиме со... Така, само да ве подсетам дека не ве очекуваме само на телефонскиот број на 02 307 6677, ве очекуваме и нашите социјални мрежи на Instagram, Facebook и Twitter, црвена линија, а сега кога веќе ги спомнав, идеме да прочитаме нов коментар кој го имаме на нашата Facebook страна на тема на денот. Од Игор. Здраво, поздрав од Игор. Да им посакам успех на нашите ракоментари и сигурно го добиваме мечот со Чешка и одиме на светско и се гордееме со сите спортисти што ја представуваат Македонија. И се знае, напред за Македонија и одиме на светско. Не ни бега. Поздрав голем до емисијата. Поздрав и до Игор и поздрав до сите оние кои што и охрабрување ќе коментирате на нашата Facebook страница. Кога сме кај Twitter заедницата, никогаш достапа и супер коментари кои што ги издвоивме да ги споделиме со вас. Така да видиме 2-3, па нормално се враќаме на вас. Првиот ни е вака. Не ја знам објективната сила на нова на чешка репрезентација, ама скидам капа на Кире. Створил модерна и самоуверена репрезентација што моментално ги меле чесите во гостите. И најбитно, играме феноменален и золко убав ракомет. Браво! Сега одиме на вас, велеме добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Прво да... Да. Добар ден. Добар ден. Во црвена Би линија. посакала успех на тимот на Кире Лазаров, Така е, Да. голем успех. да победат, а со тоа нема да ни го кренет притисокот, бидејќи за секој примен гол се нервираме. Нормално. Па така, страствени навивачи, како вели предходниот гледач, Тие се најдобра супер публика. деца и супер е Кире. Така е, да ве И прашаме. очекувам резултат од сите ним. И да победат. Нормално. Да ве прашаме, кечи ли зига зага во недела И на да площад? победат, да се радуваме. Нормално. Се радувам затоа што и Што сметате вие со колку ќе гледам обавезно. победиме, колкава е разлика? а со тоа Ве слушаме, да. важно да победат. Не е важно. Така е, Не е битно правилно колку. одговор. Не е битно колку, битно се победи. Одиме со следниот гледач во црвена линија. Големо благодарам што се јавивте и еве, навиваме за победа. Добар ден. Добар ден. Дали така, одлично. Црвена линија. Се слушаме. Да, одлично ве слушам. Поздрав до водителите, до гледачите на Македонија. Голем Потекнувам поздрав и од до вас. градот на Наумче Мојсовски. Сум ги следил сите турнири во Струга август месец. Значи, овој резултат во Чешка, значи, според мене потешко е нерешено отколку да победиш. Во Скопје сигурно ќе победиме. Не Нормално. знам колку гола, меѓутоа сигурно. Сигурен.
Така, Сигурна победа. нормално. Од кога ќе победиме? Кеч или зига-зага во недела на плоштад? Ќе бидете ли веќе присуствувате? Јас сум од Струга, зига-зага рече можам во Скопје, ама ние во Струга ќе славиме. Сигурно. Поздрав Мило до убавата Поздрав, Стругата, поздрав. обавезно мора да кажеме. Сега продолжуваме да ве очекуваме, во меѓувреме одиме со она што се коментира во рамките на интернет заедницата, поточно Твитер. Така, нормално идеме се уште со две објави. Нема сите да се позитивни, нормално, одиме со овој. Гледавте Ракомет? Не, поарно. Разочарана, бидејќи таква предност прокоцкавме. Но тоа е тоа, Ракомет, спорт. Одиме со следното. Младите ракоментари ја направи разликата, па старите, И на крај имавме среќа да не изгубиме. Од тој Кире нема спас. Утне 3 пенали и 2 клучни топки. Остае го Беталевски да игра. Нормално, ова е нивни став и покрај позитивните твитови имаете и некои негативни. Како да е, имаме и вас на 023076677 да слушнеме и може мене да ни откриете како имате во план да го проследите над преварот, дали можеби ќе бидете дел од супер публиката во Борис Трајковски или можеби во друштво на своите најблиски, кои што се можеби исто страствени навивачи. Прогнози и желби очекуваме да слушаме ова петочно издание. А на Твитер продолжуваме. Така, одиме со уште две објави. Сега малце се постари ова, но релевантни. Талевскиот брат. На каса, не каса топката, не плаши се, шутни. Сега, нормално Талевски е многу подобрен. Се надам дека Мила Шила се кае за овој твит. Одиме со следниот твит. Пак за нашиот играч Талевски. Талевски, играч на преварот, исто на факс кога очекуваш да паднеш и се гледаш на список на положени. Така, а она што секако ќе погледнеме е заедно со вас, го пуштивме Тео на терен и ги прашавме нашите сограѓани во Скопје кои се нивните прогнози, очекувања за надпреварот во недела. Во недела нашите ракоментари играат против Чешка. Дали според вас ќе победиме? Па, мислам да. Колку разлика ќе победиме? Да знам, 2-1. Против Чешка? Па, ако сме доволно силни, искрено и млади играчи имаме многу. Вајде ќе ги тепаме. Са Ракомет не бива најмногу. Кошарка, ете, било поминало. Са Ракомет си. Колку разлика ќе победиме? 5-6 сигурно. Сигурно, нашите ракоментари се број 1, мора да победат. Се надеваме на победа. Според вас, колку разлика ќе победиме? Па со мала разлика, меѓутоа ќе победат. 1 до 2, 2 гола, ама ќе победат сигурно. Во недела нашите ракометари играат против Чешка. Дали мислите дека ќе ги победиме? Сега да ги победиме, сега ще имаме на победа. Идеме на ново првенство, нормално. Според вас, колку разлика ќе ги победиме? 5 разлика, лагано. Кој ќе постигне највеќе голови според вас? Според мене, ја би најавил Гоце Ѓоргиевски да постигне највеќе голови. Меѓутоа, секако, и Стоилов. Па ја мислам дека ќе ги победиме. Колку разлика ќе победиме? 4 разлика. Да, зашто да не? Сигурно. Колку разлика ќе победиме? Над 5. Се слагам. Имам надеж, имам оптимист сум, мислам дека да. Еве и да ќе победиме нормално. Според вас, колку разлика ќе победиме? Па, не би знал да ви кажам, искрено. Ете вака се коментираше на улиците, кога Тео прашува, а кога Црвена линија прашува и што ќе ни открие нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Да. Добар ден, Црвена линија. Црвена линија, точно Црвена линија. Се слушаме? Одлично. Ке победиме ли во недела? Ајде најпрви да ве поздравам. Поздрав и до вас. Ова воопшто не треба да има денеска прашање по мене. Се знае дека ќе победиме? Тоа е така формално, ние вас се прашуваме, ваша тактика, резултат, точен. Јас ве следам често, меѓутоа многу тешко да се добија сега случајно, па прв пат, мислам, од кога сте вие, од кога сте вие во оваа емисија, прв пат разговарам со вас. Драго ни се надеваме нема да биде последен. Да размислиме за победата, меѓутоа јас сум возрастен човек, пензионер, јас сум фан на ракомет, некогаш сум играл, меѓутоа, за жал немам карти. За жал немам карти. И не можам, јас сум откато не можам да дојдам да гледам. Така, во рок на половина час одма се распродава. Дури ја не недов, да се чудиме.
Како? Да. И ние сме без карти, јавно признам. Леле. За Ворот на жалење. половина час, сите. Но во добро друштво и навивачка атмосфера. Нормално. Сега само имам една забелешка, ако ме сослушате. Ајде. Сакам позадината, позади вас, во иднина, да биде со македонски слики, со македонски некои текстови, Така, ќе коригираме. Апсолутно ќе биде земено во предвид и ќе биде наскоро исполнета и вашата желба. Се работи на тоа. Одиме сега со новите постои. Така, идеме со уште две објави. Каква легенда е овој Кире Лазаров? Уште не сме свесни каков играч имаме. Ова од лани твит, ама до ден денес и е. И за секојаш ќе си остане така. Одиме со следниот твит. Кире Лазаров речиси 41 година. Каква спортска машина, ретко се наоѓа во светски рамки. Токму така. Така, она што сакаме да го слушаме од вас, себе. Гледате се, има и прогнози, мора да кажеме, ни се јави гледач, рече дека ќе изгубиме од Чешка. Значи, некои не се оптимисти, но гротото сме оптимисти и велиме добар ден за следниот гледач. Така, а пример, додека го добиеме нашиот следен гледач, ја мора да подсетам, исто така и на telma.com.mk може да отидете во делот спорт и да ги прочитате сите изјави на нашите ракометари, секако играч селектор. Лазаров кој изјави: жал ми е што не победивме, заслуживме триумф во Злин. Многу заслуживме. Кире, се согласен тотално. Идеме со следното, ракометарите пропуштија шанса за мирен реванш во Скопје. Да, пак ти намислам дека ќе биде мирен реванш, бидејќи сме доста подоминатни и подобри од чесите. Словенија домакини од Србија, Исланд гостува. Секако ова тука не е за нас, околу се за спорт се збори, затоа ви предлагам на telma.com.mk во делот спорт да прочитате. А јас сега предлагам да одмориме со реклама. Повторно сме со црвена линија во продолжение да ја слушнеме и денешната изјава на Миркуловски од денешниот тренинг. Па еве што кажа. Мислам дека за вториот натпревар ќе бидеме подобро спремни, бидејќи немавме некои претходни утакмици гледано од новиот тренер со Забате. Сега ќе знаеме што точно очекува. Одигравме на сосема добра утакмица од Чешка, испуштиме 6-7 голови предност. Тоа не смеше не се деси, но сепак Чешка покажа карактер. Знаеме дека се работи за квалитетна екипа, знаеме што не очекува тука во недела и со помош на силни милијади гледачи да избориме пласма на светско првенство. Па така, ова е мојот последен играчки натпревар во репрезентацијата. Секако ќе има доста емоции, но сепак ние сме професионалци, како што кажи ти, ќе се обидеме да го направиме тој хепи енд на крај и да се пласираме со победа и да се завршиме со победа во недела. Тоа беше Филип Миркуловски, а сега ова е анкетата на Инстаграм на Црвена линија. Кеч или Зига Зага во недела на площад? 77% гласа да, 23% гласа не. Срам да ви. А јас и Тео тука се одјавуваме од Црвена линија, ве препуштаме на викендот и на програмата на Телма телевизија. А ние се гледаме во понеделник во истиот термин. Така, имајте убав викенд. Чао. Зиги Зага.